Мислата кон нашиот јазик е наш долг, наше богатство и право. Ние сме должни да го милуваме нашиот јазик, зашто тој е наш, исто како што е наша татковината. Крсте Петков Мисирков. Девети февруари 2023 година, 11 часот. Институт за македонски јазик Крсте Мисирков, Скопје. Во чест на 70 годишнината на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков и 120 годишнината од излегувањето на македонската златна книга за македонските работи од Крсте Петков Мисирков. Промоција на книгата Крсте Петков Мисирков, македонски меѓник, прво и второ изменето и дополнето издание на Свето Стаменов. Промотори: професор доктор Васил Туциновски, професор доктор Лидија Тантуровска, професор доктор Људмил Спасов, професор доктор Димитар Пандев. Поздравна реч професор доктор Елена Јованова Грујовска. Модератор магистер Елизабета Кузмановска. Институт за македонски јазик Крсте Мисирков, Скопје. 9 февруари 2023 година, 11 часот. Добар ден и добродојдовте на промоцијата на книгата Крсте Петков Мисирков, македонски меѓник, прво и второ изменето и дополнето издание на Свето Стаменов, несомнено еден од најплодните македонски публицисти, политиколог и новинар на македонското радио, Радио Скопје, автор и коавтор на 50 на книги од областа на меѓународната политика, евроатлантските интеграции, одбраната и безбедноста, меѓуцивилизацијскиот и меѓуконфесионалниот диалог, литературата и за нас, овде присутните особено важна од областа на македонистиката, со посебен акцент врз нашиот македонски стандарден јазик. Денешната промоција на Крсте Петков Мисирков, македонски меѓник, е во чест на 70 годишнината од формирањето на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, нашиот денешен домакин, за што од се срце му благодариме, и на 120 годишнината од објавувањето на македонската златна книга за македонските работи на Крсте Петков Мисирков, книга која представува македонска национална програма, која е актуелна и денес, 120 години по незиното објавување. Најпрви ја поканувам професор доктор Елена Јованова Грујовска, директор на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, да се обрати. Повелете. Почитувани колеги и колешки, почитувани гости, почитувани присутни. Посебно сме почестени што денес овој автор и оваа екипа, со него што е, промотори, одлучија промоцијата на книгата, односно на книгите за Крсте Мисирков, да се случи во Институтот за македонски јазик во годината кога Институтот одбележува два јубилеа. 70 години од своето основање и 120 години од излегувањето на книгата за македонските работи. На овој начин, всушност, ние континуирано веќе втор месец го одбележуваме јубилеот. А ова е првата промоција во низата што ќе се случат во 2023 година. Не случајно е Свето Стаменов тука меѓу нас. Зошто? Затоа што во овие негови изданија, во овие негови книги се собрани мудрите мисли на повеќе лингвисти, интелектуалци, мислители.
Сакам да ги споменам само професорот Васил Тоциновски, професорот Људмил Спасов, нашата колешка Снежана Веновска-Антевска, преку оваа книга се овековечува незиното мислење. Професорот Димитар Пандев, Васил Дрвошанов, професорката Вера Антич, Блаже Ристовски, исто така, Славчо Ковиловски, Марија Коробар-Белчева, Ана Витанова-Рингачева, Лидија Тантуровска и други. И јас се. Како и да е, во оваа книга ќе видиме како авторот всушност се грижи за македонскиот јазик, за македонската историја и за македонската култура. Ќе видиме како нашите колеги и професори гледаат на Крсте Мисирков. Јас дозволете да кажам само неколку зборови. Крсте Мисирков е основоположникот на современиот македонски јазик и правопис. Тој е автор на првата македонска книга за македонски јазик и правопис. Тој е борец со мисла перо. Тој е член на Македонскиот револуционерен комитет. Крсте Мисирков не е случаен човек. Се образувал на врвни универзитети. Тој е историчар кој ги постави табелите на современата македонска национална историја, човекот кој учествуваше во развојот на македонската национална свест и во континуацијата на македонскиот јазик. Неговата книга за македонските работи, колку и да била забранувана, сепак на еден или на друг начин имала влијание врз кодифицирањето на македонскиот јазик. Ќе кажеме дека Крсте Мисирков е и етнограф и активен македонски политичар и дипломат и публицист. Крсте Мисирков е македонски интелектуалец кој е во служба на македонскиот народ. Тој така и вели дека секој македонски интелектуалец треба да биде во служба на својот народ, а тој целиот свој век всушност беше во служба на народот. Кога во 60-тите години на 19-тиот век се разгорува чувството кај македонците дека не се исти ниту со србите, ниту со бугарите, ниту со грците, туку дека се посебен народ, во тој период се појавува и Крсте Мисирков. Значи, Мисирков се појавува во времето на најсилните пропаганди на соседите кои се обидуваат да го разнебитат македонскиот народ и македонската земја. И Крсте Мисирков, ќе речеме, успева во својата мисија. Доказ за тоа е оваа македонска држава, македонскиот литературен, а и стандарден јазик, Институтот за македонски јазик. И сите ние. Затоа, уште еднаш ги поздравувам сите промотори, им благодарам што одвоија дел од своето скапоцено време денес да не запознаат со оваа книга. Му благодарам на авторот и ви благодарам сите вам, на сите што дојдовте овде денеска заедно да го чествуваме излегувањето на книгата Крсте Петков Мисирков, македонскиот меѓник. И првото и второто издание. Благодарам. Ви благодарам, господја Јованова Груевска. Инаку првото издание на Крсте Петков Мисирков, македонски меѓник, беше објавено во 2020 година по повод 90 годишнината од смртта на Крсте Петков Мисирков и 115 годишнината од објавувањето за македонските работи, додека второто изменето и дополнето издание, кое беше објавено пред само 2-3 месеци, а посветено на 95 годишнината од смртта на Крсте Петков Мисирков, според многумина најзначајниот македонец на 20 век, Крсте Петков Мисирков, основоположник и прв кодификатор на македонскиот литературен јазик. Крсте Петков Мисирков, филолог, славист, историчар, етнограф, автор и издавач на првото списание на современ македонски јазик, Вардар, и на македонската златна книга за македонските работи. Второто изменето и дополнето издание на Крсте Петков Мисирков, македонскиот меѓник, кој содржи 20 радио интервјуа, е поделено на 3 дела. Интервјуа посветени на 90 годишнината од смртта на Крсте Петков Мисирков,
реализирани во периодот од 26. јули 2016 до 21. февруари 2017 година. Интервјуа посветени на 115 годишнината од објавувањето за македонските работи, реализирани во периодот од 15. октомври до 19. ноември 2018 година и интервјуа посветени на 95 годишнината од смртта на Крсте Петков Мисирков, реализирани во периодот од 28. мај до 16. септември 2021 година на програмите на Македонското радио, Радио Скопје. А сега, драги пријатели, го поканувам професор доктор Васил Тоциновски да проговори за Крсте Петков Мисирков, македонскиот мегник на Свето Ставно. Повелете, професор. Почитувани, во новиот труд на даровитиот и неуморен Свето Стаменов, насловен Крсте Петков Мисирков, македонскиот мегник, е второ изменето и дополнето издание, како што веќе беше речено. Првото излезе во 2020 година, кое ги обележува 90 години од смртта на непокорниот македонски син, 8 текстови, и 115 години од излегувањето на златната македонска книга за македонските работи, 10 текстови. Јубилеи достојно одбележани во 2021 година. Стаменов е автор со долгорочна и системна новинарска и публицистичка стратегија. Како водител и уредник на Македонското радио, Радио Скопје, актуелно и Радио Спектар, во периодот од јуни до септември 2021 година реализирал 7 интервјуа, па покрај 13 остварени од 2016 до 2018 година биле снимени уште 7 разговори за ликот и делото на Крсте Мисирков. Како сведоштво за коранот и пораки, поуки за новите генерации, како манифест за колективното македонствување, новото издание доаѓа како дополнување во времето и просторот, каде првото публикување наскоро потоа едноставно било разграбано. Во краткиот увод Стаменов ја нагласува сопствената творечка тенденција, оти и во ова второ издание, покрај нужните јазични и лекторски корекции и некои неопходни дополнувања, вели, сакав да го задржам што поавтентично изговореното во етерот, односно кажаното да го претворам во пишано, без да ги загуби волшебството и магијата што ја нуди неговото величество радиото. Тоа би рекле негов знак на творечка идентификација. Собеседници на Свето Стаменов се за македонскиот мегник Крсте Мисирков се автори и авторитети, универзитетски професори, научни работници и истражувачи, културни и општествени дејци. Македонската приказна за Мисирков, поврзана со судбината и иднината на татковината, составена е во неколку редови во кои севкупно и мудро се содржани неговите богати и единствени животни и творечки врвици. Тие го потврдуваат како најкомплетен и најкомплексен македонски славист, кодификатор на современиот македонски јазик и правопис, автор на првата книга за македонските работи 1903 и на првото научно-литературно списание Вардар 1905 на современ литературен јазик, прв национален филолог, историчар, етнограф, фолклорист и публицист, револуционер и национален деец. Македонската наука системно и сеопфатно ги има проследено, протолкувано и вреднувано животот и делото на визионерот, пророкот Крсте Мисирков. Во таа смисла посебно секако треба да се истакнат резултатите на Блаже Ристовски. Напишани се повеќе илјадници страници и тоа само по себе ке рече или поточно предупредува
što i колку нешто ново може да се каже, соопшти на тој план. Според нас, Мисирков како меѓник меѓу 19. и 20. век го воздигнува, изградува и афирмира системот и стратегијата на македонската национална мисла, идентитет и непокор. Она што беше творечка преокупација, што се преплетува во разговорите на страницата од книгата, се сознанијата од и стратегот на нашето македонствување, од раѓање во себе ги има сите дарби за водач, државник на својот народ, на својот род и пород. Тој создава и утврдува државнички вредности, кои ги интегрираат се народните копнежи и желби во борбата за извојување на сопствените национални и социјални права и слободи. Во неговото профилирање посебно место и значење имаат времето и просторот. Едноставно, тие ја создале иконата Крсте Мисирков, што трајно, вечно, неговиот народ, како колективно меморирање, ја вдомил во мислите и срцето. Едноставно, тоа ке рече, оти тој бил Божја дарба и среќа за неговиот народ и татковина, кој бескрајно ги сакал, чувал и бранел од туѓите интереси и пропаганди. Доследен на своите идеи и идеали, загледан во иднината и убавината, во слободата и среќата, војувал до последен здив, другарувал и соработувал, бил познат и омилен собеседник на видни балкански и европски обштественици, културни и научни дејци, револуционери и визионери. Негово обкружување биле безмалку сите бележити македонски правдолюбиви и сонцелюбиви трудбеници. Секако, Мисирков не би бил посебно и блескотно поглавје во традицијата и континуитетот на македонскиот непокор, ако бил сам и осамен пример. Со години сме во потрага каде, кога и кој во разговорите за можен председател на новата македонска држава тогаш, без дилема и со голема почит бил предложен Константин Д. Петковиќ. Науката не ги прифаќа и признава емоциите и предпоставките, за неедноставно постојат аргументите како можна вистина. Тоа го потврдува и Мисирков, не само со своите времења и простори, туку и со блиските пријатели и соработници кои се рамо до рамо со него, со неговите идеи и идеали, дарби и знаења и кои, како него, се македонски државотворни икони. А тоа се Димитрија Чуповски и Петар Попарсов. Тие и такви, и толку на број, го создаваат македонското светотројство, што отвара можности за натамошни и нови истражувања и вреднувања, а меѓу нив секако посебно вредносен автор, вредносна книга е и Крсте Мисирков, македонскиот меѓник на Свето Стаменово. Да му посакаме здравје, живот, нови резултати и благодарам за вниманието. Благодарам професоре Тоциновски. А сега ја поканувам професор доктор Лидија Тантуровска, научен советник во Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков. Повелете, професорки. Почитувани, на самиот почеток во оваа јубилејна година, 70 години од Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков Скопје и 120 години од излегувањето на книгата за македонските работи, не можеме да си посакаме да ни се случи подобра активност како што е денешнава. Да го промовираме второто изменето и дополнето издание на книгата Крсте Петков Мисирков, македонски меѓник, од новинарот и публицистот Свето Стаменов, кој излезе од печат на крајот од 22 година. 402 страници се исполнети со 20 радиоинтервјуа, направени со, како што вели самиот автор, еминентни универзитетски професори, македонисти и извонредни познавачи на грандиозното дело на нашиот Крсте Петков Мисирков, затворен цитат, кои зборуваат за него и за неговото дело.
Книгата е поделена во 3 серијали. 90 години од смртта на Крсте Петков Мисирков, каде што се поместени интервјуата на професорите Васил Тоциновски, Људмил Спасов, Снежана Веновска-Антевска, Елена Јованова Груевска, Димитар Пандев, Васил Дрвошанов, Вера Стојчевска-Антич, академик Блаже Ристовски и Славчо Ковиловски. Потоа, 115 години од излегувањето за македонските работи, во чии рамки се интервјуата на професорите Људмил Спасов, Димитар Пандев, Марија Корова-Белчева и Елена Јованова Груевска, и дел од 95 години од смртта на Крсте Петков Мисирков, со интервјуата на професорите Димитар Пандев, Ана Витанова Ригачева, Максим Карамфиловски, Вера Стојчевска-Антич, Лидија Тантуровска, Васил Тоциновски и Људмил Спасов, кон кој е додаден и 4-ти безнасловен дел, одделен само со звездичка, каде што се сместени рецензиите за изданиево од професорите Васил Тоциновски, Вера Стојчевска-Антич, Ана Витанова Ригачева и Димитар Пандев. Од наброените имиња на интервјуираните професори може да се забележи дека некои имиња се јавуваат во сите делови. Основната предложка на сите радиоинтервјуа во оваа своевидна збирка е, цитирам, најзнаменитиот македонец на 20 век, основоположник и прв кодификатор на македонскиот јазик, според направената анкета на списанијата Македонско време и The Macedonian Times, а тоа е Крсте Петков Мисирков. На самиот почеток од делото е поместен авторски текст, наместо предговор, каде што Свето Стаменов го дава концептот на ова второ, проширено изменето издание. Оттаму дознаваме за првото исцрпено издание на оваа книга, објавено во 20-та година, а кој е содржало 13 интервјуа од 16 до 17 според датумите и 18 година во рамките на попладневната програма Актуелно и авторовиот проект Ковадис, сега поместени во првите 2 дела на оваа книга. Кон нив се додадени 7 радиоинтервјуа снимени во 21 година на програмите на Македонското радио Радио Скопје, Актуелно и Радио Спектар, што го опфаќа третиот дел од книгата. Основната цел на сите 3 серијали, како што наведува Стаменов, покрај 90 годишнината и 95 годишнината од смртта на Крсте Мисирков, како и 115 годишнината од излегувањето на книгата за македонските работи, била, цитирам, што поголем број слушатели на Македонското радио, Радио Скопје, да се запознае со неговото грандиозно дело, кон што можеме да додадеме и да се слушне размислувањето на најповиканите познавачи на Мисирков и во ваква форма, за да му ги пренесат своите знаења на радио аудиториумот во етерот, што е специфика самата за себе. Од рецензиите што се поместени на крајот од делото читаме дека, цитирам, новиот труд на даровитиот и неуморниот Свето Стаменов доаѓа како сведоштво за коренот и како пораки, поуки за новите генерации, како манифест за колективното македонствување од професор Васил Тоциновски. Потоа дека авторот Стаменов го осмислил делото идеално, зашто ги сумирал во една книга најважните стари и понови сознанија за вредностите за делото на Крсте Петков Мисирков од професор Вера Стојчевска-Антич. Па понатаму, малку се оние што имаат трпение и мотивација да го одат тој пат. Таквиот ангажман значи одново да му се преслушаат и да се дешифрираат зборовите на соговорниците, да се следи нивниот говор со внимание и предпазливост, за да се преточи во пишан текст од професор доктор Ана Витанова Ригачева, како и, цитирам, емисиите на Свето Стаменов, Актуелно и Радио Спектар, во чиисто рамки се водени разговорите, застапени во оваа книга, се своевидни над институции, зашто ангажираат соговорници од различни институции од професор доктор Димитар Пандев. Во овие избрани содржински цитати, дозволете ни да го поставиме нашето прашање наглас. Како да се представи на ваква публикација, а при тоа да не се повторат веќе употребените епитети за големината, односно за големата опфатност на делото? Почнуваме со прашање со една јазична форма, која е основна во интервјуто, како комуникативна форма, а одговорот ќе се обидеме да го дадеме во продолжение. Погледнато се разбира од стилистички аспект. Да се подсетиме дека публицистичкиот функционален стил се определува како вид меѓучовечко општење во чии рамки една страна информира широк круг читатели, слушатели, гледачи за настани, актуелни и минати,
оценети како важни или интересни за говорната заедница, каде што новинарскиот подстил на публицистичкиот функционален стил се смета за основен, во чии рамки е сместен и информативниот род, кој се појавува меѓу другото и во вид на интервју. Според карактеристиките на новинарскиот подстил, кој може да се појави во две форми, говорена на радиото и на телевизијата и пишувана во печатот, и интервјуто како жанр се појавува во двете форми. Овде нема да навлегуваме подлабоко во анализите на формата интервју од аспект на новинарството, зашто се повикани специјалистите што се занимаваат со тоа. Туку ќе се осврнеме на јазичниот израз на новинарот, во конкретниот случај на јазичниот израз на новинарот и публицистот Свето Стаменов, кој го обмислува и го реализира разговорот со својот собеседник, со своите собеседници. Олеснувачка околност за нас е што интервјуата што ги подготвил Стаменов се ставени меѓу две корици и притоа, како што наведува самиот тој, се обидел, цитирам, да го задржи изговореното во етерот, односно, кажаното да го претвори во пишано, без да го загуби волшебството и магијата што ја нуди неговото величество радиото. Заедничкиот именител на сите интервјуа е Крсте Мисирков. Па отаму и очекувано во ведните зборови и прашањата во секој од нив да представуваат варијанти на главната тема. Например, денеска се навршуваат 90 години од смртта на најзначајниот македонец на 20 век Крсте Мисирков, основоположник и кодификатор на македонскиот литературен јазик и правопис и на автохтоноста на македонскиот национална свет, револуционер и безкомпромисен борец против туѓите пропаганди и за македонската национална афирмација, основоположник и активен учесник во македонските научно-литературни и национално-политички друштва во Белград, Санкт Петербург, Одеса, Софија и така натаму и така натаму, импресионира како може да се искажат 155 зборови во една мисла. И притоа да не се почувствува товарот во изразувањето на соодветната граматичка реченица. Кажани се толку многу информации за темата, односно за главниот лик, мотивот за интервјуто Крсте Мисирков, која даваат рамката во која ќе биде сместен соговорникот, кој пак е представен во втората реченица, например, за професорот Васил Тоциновски. Цитирам: затоа, токму нему, на Крсте Мисирков, личноста на македонскиот 20 век и од најголемите македонисти и национални дејци и борци за македонската кауза, му го посветуваме денешното издание на нашата редовна попладневна информативна програма Актуелно преку разговорот со нашиот гостин, универзитетскиот професор Васил Тоциновски, поет, раскажувач, романсиер, литературен критичар и есеист. Вака започнува едно интервју на новинарот Свето Стаменов, вака започнува една збирка од интервјуа преточена во книга на публицистот Свето Стаменов. Следува обраќањето како јазична форма. Професоре, денес се навршуваат 90 години од смртта на Крсте Мисирков и така натаму, да не ги повторувам сите зборови кои што ги има во пишана форма, па следи конкретното негово барање до соговорникот. Па во почетокот да се осврнеме на она кој што бил тој, односно кој всушност е Крстен Петков Мисирков и какво е неговото место во македонската историја. Затворен цитат. Впрочем, речиси сите интервјуа почнуваат веднаш со апелативите професор и професорка. Во вокатив се разбира. Професоре, годинава одбележуваме 90 години, така натаму во интервјуто со Људмил Спасов. Професорке, годинава одбележуваме 90 години од смртта на Крстен Мисирков, па според вас, професорке, што мислите и така натаму. Со професорката Веновска-Антевска. Професорке, годинава одбележуваме 90 години од смртта на Крстен Мисирков, во одбележувањето активно се вклучени Институтот за македонски јазик со професорката Елена Јованова-Груевска. И така натаму, и така натаму. Покрај апелативите професор и професорка, во интервјуто со академикот Блаже Ристовски го сретнавме апелативот господин во вокативна форма. Господине Ристовски, вие несомнено сте најголемиот познавач и почитувач на животот и делото на најзнаменитиот македонец на 20 век. Па, господине Ристовски, според вас, всушност, кој бил Крстен Мисирков и какво е неговото место во македонската историја? Секако и апелативот директорка, во вокативна форма, разбирливо го среќаваме во интервјуто по повод 65 години од Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков. Директорка, Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков од Скопје деновија одбележува 65 годишнината од неговото формирање,
со традиционалната манифестација Отворени денови на институтот. Во почетокот да се потсетиме на историјатот на оваа една од најзначајните наши институции и незините досегашни резултати и така натаму. Како што може да се забележи, речиси во сите поставени воведни прашања се бара мислење на соговорникот, според вас, за општо познатите научни докази. По поставеното воведно прашање следи одговорот од кој собеседникот на новинарот Свето Стаменов, пошто се надоврзуваат нови прашања, умешно вметнати во понатамошниот разговор, за да се добие комплетна слика на темата што се обработува. Професоре, појавата за книгата за македонските работи е еден од клучните мигови во традицијата и во комуникативно и во континуитетот на македонскиот народ. Книга која пред се е одраз на бескомпромисната борба и така натаму. Ова е од интервјуто со професорот Људно Спасов. Со оглед на фактот што интервјуата се преточени во публикација, секој интервју има соодветно избран наслов, кој најчесто е извлечен од кажувањата на интервјуираниот, односно представува главна негова мисла. Па така ги среќаваме насловите. Македонскиот медник Крсте Петков Мисирков, бескомпромисен борец за македонската кауза, делото на Крсте Мисирков бедем на македонските прашања, во служба на својот народ и така натаму, клучна алка во историскиот развој на македонскиот јазик и така натаму. По исцрпниот разговор, при крајот на секој интервју, во завршните зборови, новинарот Свето Стаменов им се заблагодарува на своите гости во радиоемисиите, секако обраќајќи им се. Професор, ви благодарам што бевте гостин во денешното издание на Ковадис на Македонското радио Скопје. Пошто следува благодарности од страна на гостинот, накусо, најчесто накусо. Благодарам, ви благодарам и вам, ми беше чест, ви благодарам на поканата, односно со некоја дополнителна мисла. Ви благодарам и вам. Се надевам дека и друг пат ќе имаме поводи да кажеме нешто и за Крсте Мисирков и за другите наши врвни лингвисти и јазичари кои дадоа голем придонес за македонскиот јазик. Или пак, ви благодарам за поканата и за учеството. Се надевам дека ќе бидете и на следните отворени денови на Институтот за македонски јазик. Во некој интервју последниот збор го има новинарот. Почитувани слушатели, гостин во денешното издание на Актуелно беше универзитетскиот професор и наш истакнат лингвист, славист, македонист и писател Димитар Пантев. Секој испечатено интервју, како што е редот, завршува документирано, односно стои датумот и називот на емисијата во која е снимено интервјуто. 28 мај 21 Актуелно, 19 ноември 18 Актуелно и така натаму. Иако со интервјуата го гледаме јазичниот израз на новинарот, публицистот Свето Стаменов, треба да подвлечеме дека секој интервју го отсликува и соговорникот, односно неговата креативност и неговата замисла како да се представи, со што се добива целокупна слика на оваа жанровска форма. Тука смислиме, например, за објавената песна Апостолот Крсте, што ја има приложено во своето интервју професорот Васил Дрвашанов. Оно што сакаме да го истакнеме за целокупниот впечаток на публикацијата е дека низ целата книга се наредени цитати од Крсте Мисирков, кои не само што ја даваат длабочината на книгата, туку представуваат и одличен декор за представување на Мисирковата мисла и на Мисирковото бдење. Ќе издвоиме еден цитат, нека ми биде простено, но јас како македонец на прво место ги поставувам интересите на мојата татковина и на моите сонародници и само потоа интересите на Бугарија и на Југославија. Јас сум македонец, со македонска свест и како таков си имам свое македонско гледиште врз минатото, сегашноста и иднината, и на мојата татковина и на целото јужно словенство. И затоа сакам и јас, и нас, македонците, да не прашаат за сите прашања што не засегаат нас и нашите соседи, а не да се завршува се само со спогодба меѓу Бугарија и Србија за нас, но без нас. Затворен цитат. Сушност, новинарот и публицистот Свето Стаменов во сите своји интервјуа го има покането својот колега, најгласниот соговорник Крсте Петков Мисирков, кој будно ги следи сите интервјуирани гости и ги подсетува. Што е најважното што треба да се спомене кога се зборува за неговото дело? Затоа на крајот, покрај јазичниот израз на новинарот Свето Стаменов, ќе споменаме и креативноста на публицистот Свето Стаменов. Неговата креативност се согледува токму со вметнувањето на Мисирковите цитати кои представуваат животни пароли за македонскиот народ и пред се за македонскиот јазик. Ќе ги споменеме и двете фотографии на почетокот на книгата. Едната со ликот на Крсте Мисирков, а втората од неговата
мајка Јула Саменова, во чиј спомен го подготвил овој труд. Тука завршувам. Благодарам. Благодарам, професорке. Ова може да послужи за идните новинари како пасос во книгата што е за интервју како жанр, што е особено важен и во пишаниот, во електронскиот, во медиум како радио што го работи Свето Стаменов. За книгата Крсте Петков Мисирков, македонскиот мегник на Свето Стаменов, ќе проговори председателот на Советот за македонски јазик при владата на Република Северна Македонија, професор Људмил Спасов. Повелете, професор. Почитувани, сакам да ве подсетам на ова пригода на некои историски моменти. Најнапред, дека ова е многу убава акција на Свето Стаменов, што ги објавува интервјуата и што ги систематизира, нели? Затоа што тоа станува архива на една пошироката јавност. Сакам да подсетам дека постоеше една убава традиција во рамките на Македонското радио да се печатат, особено во рамките на третата програма, вакви зборници. За жал, од различни причини, материјални и човечки, таа традиција прекина и сега Свето Стаменов е борецот што обстојува на тоа. Втората работа, книгава, представува подсетување, и јас ги сваќам како две книги, односно како една голема книга составена од две книги, подсетување на огромната акција што ја направи Крсте Мисирков, меѓутоа што ја направи и другите за Крсте Мисирков да биде тоа што е. Морам тука да го споменам академикот Блаже Ристовски, кој што практички целиот се вложи од својот докторат па натаму во истражување на делото на Крсте Мисирков и ни го покажа во целата своја светлина. На вистина влезе во сите можни архиви и да не беше Блаже Ристовски, ние немаше да го знаеме, да знаеме се за Крсте Мисирков, само ќе знаевме вака мощне бегло. Блаже Ристовски објави најнапред во рамките на својата дисертација една голема монографија, која што мислам дека треба да се преиздаде, која што сега за сега е реткост. Натаму, мора да го споменам Давид Джамбас, кој што првиот фактички го донесе делото за македонските работи и се преобјави во слободната македонска држава и тоа станах златната книга, да речем, која што сите ја читаа. Претходно ќе ги споменам членовите на македонскиот литературен кружок во Софија, особено Кочо Рацин, кој што препишувал долги пасоси од книгата, која што иако книгата била, да речеме, запалена, уништена и така натаму, но во Универзитетската и Националната библиотека во Софија се чувала и македонските дејци ја препрочитувале. И сега да се вратиме на она за што се залага Мисирков. Мисирков се залага за обстојување на Турското царство. Не е тоа грешка на Мисирков. Мисирков смета дека само тоа големо царство може да дојде до израз македонството, македонската национална програма и Македонија како некоја си автономна единица во тоа царство ќе може да обстои и да ја спроведе докрај националната програма и тоа нагласувам на целата територија на Македонија. Мисирков практички прави македонска национална програма. Ќе почнам поред. Зборува за црквата. Зборува за црква во Македонија, значи не за македонска црква, внимавајте, бидејќи таа црква треба да ги офати сите православни луѓе кои што живеат на таа територија и во иднина ако се формира некоја држава. Потоа зборува за јазикот. Тука е гениален, фактички ги поставува основите с кои што е конституиран и денешниот македонски стандарден јазик. Тоа е, нели, сега да не повторам добро, ќе повторам западното наречие, фонолошки правопис, избор на лексиката од различните дијалекти и прилагодување на странските зборови. Тоа подосна навистина се случува и според тоа, тука е улогата на Блаже Конески, да го споменам во оваа пригода, и според тоа можеме да заклучиме дека стандардизацијата на македонскиот јазик
не е во две фази, туку е во континуитет од 1903 година со Мисирков и завршува со 1945 година, да го истакнеме тука Коневски, не е единствен, меѓутоа е најзаслужниот. Значи, не се работи за еден обид, да речеме, на Мисирков, на еден проект кој што не успева, меѓутоа се работи за еден процес на стандардизација. Мисирков вели во својата книга една многу важна работа. Од сега натаму, за мене, македонскиот литературен јазик ќе биде јазикот на оваа книга. Со својот правопис и со тие карактеристики. Па што е тоа ако не е акт на стандардизација? Меѓутоа, треба да се осврнам и на една друга работа. Мисирков е несреќен човек, затоа што практички не доживува да ги види резултатите на своето дело. Мисирков завршува во една многу трагична ситуација како библиотекар во Свиштов, ако не се лажам, во Бугарија, и тука дава различни молби до различни служби да добие работа, има син семејство, сопруга, една голема сиромаштија. Мисирков ја добил големата шанса да биде професор на Коламбија, универзитетот во Њујорк, меѓутоа се разболува и не успева и во тоа, за жал. Потосна, сега да ве подсетам и на другата страна, Раско Терзиовски објави една книга на писма или молби на Мисирков, во кој што Мисирков признава: не сум јас македонец, јас сум бугарин, јас сум србин. Мислам, претходно тоа заборавив да го кажам, Мисирков како се декларирал како за србин и така натаму. Ова беше многу непријатна работа и таа книга, јас кога 2003 година на 100 годишнината од книгата за македонските работи со Блаже Ристовски, кога го дискутиравме ова, се организираше голем симпозиум во Ману. Блаже Ристовски рече: ако, нека се знае, нека биде познато на јавноста и тоа. Терзиовски велеше дека тој ги нашол материјалите, не е точно, тоа се материјалите му се дадени од, значи тоа најодговорно го тврдам, од архивите во Бугарија. Како и да е, Мисирков е еден од нас и Мисирков е вграден и самиот и ние сме го жртвувале за македонското дело. Се надевам дека следните генерации, кои што ќе го слават Мисирков, ќе го слават Блаже Коневски, ќе знаат дека не треба да бидат жртвувани, дека и ние македонците, дека таквите луѓе треба да ги почитуваме и да се гордееме со нив. За среќа, постои Институт за македонски јазик Крстен Мисирков, постои многу нешта посветени на Крстен Мисирков и мислам дека тоа е златното име на македонската историја. Благодарам. Ви благодарам, професоре. Пред микрофонот го поканувам и професор доктор Димитар Пандев. Повелете, професор. Почитувани присутни, дозволете да се надоврзам на моите претходни соговорници. Се разбира, некои нешта ќе ги испуштам, некаде можеби би сакал да се вклучам, но се надевам ќе имаме уште прилики да зборуваме за Мисирков. Дозволете ми да започнам со 3 прашања во духот на сега мощне популарната медиумска писменост. Прво прашање: дали ја употребувате личната заменка за прво лице јас, независно во било која нејзина збороформа или транспозиција, кога зборувате на научни теми? Второ прашање: како се одвива комуникацијата кога новинар и научник разговараат на определена тема од особен интерес за науката? И трето прашање: на кое стилско рамниште се посреќаваат нивните разговори, особено ако се водат преку електронски медиум, во студио и на јубилејна тема? Одговорот на овие прашања
сам по себе се наметнува при прелистување, разгледување и секако длабоко понирање во овие книги Крсте Петков Мисирков, македонскиот меѓник, прво и второ, изменето и дополнето издание, авторски приредено од Свето Стаменов. Само личната заменка јас е употребена над 200 пати. Некои од нив се однесуваат на самиот Мисирков, зашто ова е книга исполнета со цитати од неговите дела, пред се од за македонските работи од типот, цитирам, нека ми биде простено, но јас како македонец на прво место ги поставувам интересите на мојата татковина и моите сонародници. Во оваа книга доаѓа до израз разговорната пројава на научниот стил, воспоставениот поглед на новинарот и личниот став на соговорниците по одделни прашања кои знаат да ја заинтересираат публиката, да создадат определена научна атмосфера во студиото и да придонесат за посвечено одбележување на јубилеот преку етерот. Овие книги се пример за примена на комуникологијата преку воспоставување комуникација со особено внимание на фатичката функција на разговорот меѓу Стаменов и неговите соговорници. Флуидно се разработуваат клучните концепти од претходните прашања и одговори во следните, со што се обезбедува компактноста на емисијата. Свето Стаменов располага со добро разработена топика, сугестивно надополнета со концепти од поширок интерес. Тоа секако е резултат на солидно проучување на проблематиката што јубилејно се одбележува, независно дали причината за тоа е општо националниот интерес за јубилеот или пак односот на институцијата од која произлегува Свето Стаменов или лично неговиот пристап кон прашањата од поширок интерес што заслужуваат внимание. Прашањата што ги поставува Стаменов им даваат свечен тон на емисиите што ги води тој. Тоа придонесува и за усогласување на погледите меѓу соговорниците. Од друга страна, овие радиоемисии, колку и да се однесуваат на иста област и за иста личност, во конкретниот случај, кога станува збор за одбележување јубилеи поврзани со Крсте Петков Мисирков, филологијата, Стаменов го насочува вниманието и кон потесната област на неговите соговорници. Впрочем, за Мисирков може да се дискутира од позиции на различни области од сферата на науката, не само од филолошки и лингвистички, туку и од историски, социолошки и други сфери. И секогаш остануваат уште недоразјаснети теми, кои во оваа јубилејна година, низ различни форми, верувам, ќе бидат предмет не само на научен, туку и на поширок интерес. Меѓу другото, и преку емисиите на Македонското радио, Радио Скопје, што ги води Свето Стаменов. Имајќи ги предвид комуниколошките аспекти на книгата што денес ја промовираме, имено кон она што, сега се цитирам себе си, благодарејќи му на Свето Стаменов од магнетофонска лента е пренесено на хартија и трајно зачувано во оваа книга, во која како во современо огледало се отсликува животот и дејноста на Крсте Мисирков, затворен цитат, во оваа пригодна реч би го насочил своето внимание кон една клучна тема од односот меѓу слушањето радио и читањето книга, а тоа е селективното слушање во ситуации кога одеднаш се актуализира определен податок, независно колку ни бил познат, но и кога определен податок знае да го заинтригира слушателот токму со неговата моќ да привлече, да изненади,
да отвори простор за понатамошни размислувања. Оваа книга, професоре Спасов, содржи вкупно 20 емисии водени со 13 соговорници. Во разговорот со Васил Тоциновски, вредноста на Мисирков се пренаоѓа во неговите предходници низ македонскиот 19 век, а цитатите што го илустрираат тоа не се далеку од вистината дека во времето на Мисирков не е мал бројот на народите што се откажале од својот народен јазик. Исто како што јасно испакнува сознајбата дека меѓу Македонија и Европа се испречува бугарскиот параван. Одделни прашања од животот на Мисирков и понатаму остануваат нејасни. Људмил Спасов во своето излагање ја актуализира тезата за постоење на создадена македонска граѓанска класа на потегот Јаница Солун, воден Лерин, а нејзината улога е токму во националното осознавање на македонците. Конески ова го нарекува модернизација на градот, а јас додавам модернизација на јазикот. Надоврзувајќи се на рефератот на Снежана Веноска-Антевска, слободно можеме да продолжиме со констатацијата дека времето на Мисирков не е време на описни граматики, па затоа и Мисирков не дава опис. Од разговорот со Елена Јованова Грујовска извлекувам само еден збор. Крсте Мисирков е и дипломат. Толку. Се разбира. Таа ја актуализира потребата од научен кадар во институтот, а кадарот веќе е овде. Васил Дрвошанов, кој во оваа книга не почестува и со една негова песна посветена на Мисирков, ја отвора докрај недоразјаснетата тема за улогата на македонските граматичари од времето пред и по Мисирков, во онаа смисла во која тие се потврдуваат едни со други, имено мислата на Мисирков и граматичките заложби на Димитар Македонски и секако на учебникарите од тоа време. Вера Стојчевска-Антик ја раскажува приказната за Мисирков и по вертикала и по хоризонтала, извлекувајќи го од бунтовниот профил на Мисирков есенцијалното, цитирам, културното работење е помачно од револуционерното. Од друго излагање на Антик се отвора прашањето колку соработници имал Петар Лавров, па го постигнал она што го постигнал. Мисирков бил само еден од нив. Блаже Ристовски го истакнува континуитетот на книгата за македонските работи меѓу раните ракописи и списанието Вардар. Се разбира, фактографијата што ни ја остави на располагање Ристовски останува предизвик за сите идни проучувања на неговиот живот и дело. Славчо Ковиловски го поставува делото на Мисирков на фонот на историографијата. Имено, во времето кога беснееле воените операции на соседните држави за поделба на Македонија, токму во тоа време се објавува списанието Македонски глас со карта на Македонија на насловната страница. Читајќи ја Марија Коробар Белчева, ќе се согласам со неа дека Мисирков бил многу млад научник со солидни познавања од областа на лингвистиката и секако ќе постигнел многу во науката да ја обработел темата што му ја дал Куртене, зашто никој во тоа време како Мисирков не ќе ја обработел толку прецизно. Но Мисирков имал поважни прашања за елаборација. Го чекале македонските работи. Ана Витанова Рингачева го актуализира односот на Мисирков кон македонската интелигенција од неговото време. Го послушала или не е друго прашање, мислам интелигенцијата Мисирков. Горливо е тоа прашање, чинам и до денес. Максим Карамфиловски отвора едно интересно прашање, кое бара посебна елаборација. Какво е филолошкото образование кое го стекнал Мисирков во Одеса? А стекнал, подсетувам, учел таму на Духовната академија. И што ако на вистина ја завршил? Идеја за роман. Инаку со Карамфиловски сме биле таму во Полтава, во убаво друштво. На овие прашања се осврнува и Лидија Тантуровска, внесувајќи ја медицината како можен избор, па ако ги вкрстиме, како што се вкрстуваат рацете,
ќе ја добиеме не само руската, туку и европската и светската географија од времето на Мисирков. И се разбира, профилот на членовите на Македонското научно-литературно другарство кои завршиле високи науки. Зашто нивното образование се движело обично во тој научен круг, иако не биле запоставени и други науки од особено значење за македонската општественост и култура. Јубилејните одбележувања на Мисирков, представени преку емисиите во овие книги, не се без кореспонденција со другите јубилеи од изминативе 7 години, кон кои веќе се приопштува и оваа 8-та, во која одбележуваме 120 години за македонските работи и 70 години Институт за македонски јазик. Свето е тука, за договор за нови емисии. Прифатете ја раката или ракавицата, се едно, во името на темите што заслужуваат внимание, независно дали се нова информација или потврдена вистина со нови податоци, се разбира, институтски. Му честитам на Свето Стаменов и ви благодарам за внимание. Ви благодарам, професоре Пандев, а сега е ред да проговори и авторот на Крсте Петков Мисирков, македонскиот медник, Свето Стаменов. Повелете. Колешка Бети рече дека би било ред да се обрати и авторот, но јас не сум баш по говорењето. Повеќе сум по прашувањето. Најпред ви благодарам на сите што издвоите време да ја увеличате промоцијата на овие две книги, Крсте Петков Мисирков, македонскиот медник, прво и второ издание, а на промоторите им се заблагодарувам од се срце. И минатиот пат, драги пријатели, кога со професорката Вера Стојчевска-Антич ја промовиравме во декември, токму тука во Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, нашата заедничка книга Од Климента до Блажета, реков: не ме фалете толку, не сум толку многу заслужен. Зашто овие две книги се токму ваши. Јас само поставам прашања, а вие книгите ги наполните со податоци и со содржина. Но сепак ќе кажеме на работа. И Оријана Фалачи прашуваше, зарем не? Не ми паѓа на ум да се споредувам со неа, но некои од вас знаат на што мислам кога ја споменувам токму неа, Оријана Фалачи. Второ, и денеска гледам дека од тоа македонско радио Скопје, што денеска сите го испофаливте и во која работам 35 години, тука се присутни само 4 колеги. Колешката Даниела Каневич и колегите Дучко Христов, Александар Ангеловски, Исмил Авдуловски и го гледам Боскурт Енгјулу. А книгите произлегуваат токму од програмите на тоа македонско радио Скопје. Толку. На минатата промоција беа само 20. Што значи имаме каков таков напредок. Немојте да мислите дека сум нешто луд. Јас само ја кажувам фактичката состојба во која се наоѓа сега македонското радио Скопје. А впрочем, моите драги колеги имат најверојатно многу поважни работи, одешто да ја удостојат оваа промоција на Свето Стаменов. Македонска телевизија не ја спомнува, само може да и се заблагодарам за интересот што го покажува постојано. Трето, денеска ме гледате не сум во дело, туку кежуал. Така велат поново. Од проста причина што на минатата промоција ме праша некои колеги зошто сум во одело. Им кажа зошто утрената прашувале дали сум воопшто бил на работа тој ден. А ако не сум, требало да бидам казнет. Па толку можам да кажам денеска за македонското радио во која оставив 35 години од мојот досегашен живот. Драги промотори, рековте дека годинава се навршуваат 120 години од објавувањето на македонската златна книга за македонските работи на Крсте Петков Мисирков. Па започнуваме нова серија разговори на македонското радио Скопје, посветена токму на тој јубилеј. Боже здравје, што би рекла констракта, ќе ви имам за соговорници. Но морам едно да кажам. Единствено што ми е мака, па дури и жал. Македонското радио некогаш беше ману пред ману. Во него и самите знаете кои се работеше. Да не ги набројам луѓето. Тие ги полнеа годишните издавачки програми на не знам колку македонски издавачки куќи, а сега на крајот на краиштата дојде, односно се случи, само еден некој си Свето Стаменов, кој сами од себе си многу не се цени, некако да ја одржува таа традиција. Па се прашувам,
До година кој ќе замина во пензија, мора да одам во пензија, па таков е законот. Кој ќе ја продолжи таа традиција? Што се однесува пак на книгата Крсте Петков Мисирков, македонскиот дневник, гледам дека во тие мои интервјуа се опфатени речи сите сегменти. Меѓутоа сега гледам дека еден сегмент кој е многу важен и без кој сликата за Крсте Петков Мисирков не би била целосна, за жал сум го заборавил. А тоа е политиколошката анализа на политичката филозофија на Крсте Петков Мисирков. Најголемо внимание јас и моите соговорници во тие наши разговори им посветивме на лингвистичкиот профил на Крсте Мисирков и на пропагандите на соседните земји и на некои други сегменти. Да не ги набројаме и не може да се сетам сега, но она што сами од себе си го забележувам е што не му посветивме првенствено јас и моите соговорници на, а мислам дека веќе некој спомна тука, односот на Мисирков кон македонската интелигенција, зашто и ден денес го имам истиот проблем, што Мисирков го мапирал дури пред 120 години со нашата македонска интелигенција. Сите одговори за нас, кои сме, што сме, каде одиме, се содржани токму во неговата за македонските работи. Само што треба да ја прочитаме, а пред се, повеќето македонски интелектуалци, а некои од нив дури и 100 пати ако треба, само за да сватат кои сме, што сме, и каде одиме. И на крајот, драги пријатели, пред да ви се заблагодарам за вашето присуство, по повод 75 годишнината од основањето на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков и 120 годишнината од објавувањето на книгата за македонските работи на Крсте Петков Мисирков на библиотеката на Институтот и подарувам по 2 примерока од сите мои досега објавени книги посветени токму на нашиот македонски јазик и на македонистиката. Па, господи директорке, повелете. Сега, дозволете, значи да му се заблагодарам на нашиот плоден автор и сосед вака од соседната зграда ни доаѓа, нели? Само да кажам дека едниот комплет ќе заврши во библиотеката, а другиот дојдете на 21 февруари, денот на мајчиниот јазик, овде во Институтот за македонски јазик ни почнува една акција за најдобрите ќе оди вториот пакет, затоа што за младите треба да биде тој. Благодарам. Уште многу кратко, повелете, Цветин сака да се обрати. Повелете. Јас ќе одземам само 70 секунди за 70 години на Институтот за македонски јазик со овие 75 цветиња на мирот и овај постер останува овде за вас, директорке. Многу ви благодарам. Така. А пак авторот на оваа книга, која представува вечност на македонската борба и македонските работи, на авторот Свето Серафимов, Стаменов, Свето Стаменов. новинар и публицист, за овие негови дела му доделувам Цветинова награда за мир. Ова е мала награда, не е со некаква вредност, но е безценета. А што да кажам? Благодарам. Не знам. Некој бе... Еден гес се остали без зборови. А зборот наставен се и новинарите. Благодарам се. Да, ја слушате емисијата, односно попладневната програма на Македонското радио Еда Скопје, актуелно. До слушање до следниот пат. Драги пријатели, ви благодарам, веќе станавте сите, што со вашето присуство ја увеличевте денешната промоција на најновата книга на Свето Стаменов, Крсте Петков Мисирков, македонски дневник. Довидување до следната средба. А сега ве поканувам тука на една мала закуска, повелете. Благодарам. Мислата кон нашиот јазик е наш долг, наше богатство и право. Ние сме должни да го милуваме нашиот јазик, зашто тој е наш
исто како што е наша татковината. Крсте Петков Мисирков. Девети февруари 2023 година, 11 часот. Институт за македонски јазик Крсте Мисирков, Скопје. Во чест на 70 годишнината на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков и 120 годишнината од излегувањето на македонската златна книга за македонските работи од Крсте Петков Мисирков. Промоција на книгата Крсте Петков Мисирков, македонски меѓеник, прво и второ изменето и дополнето издание на Свето Стаменов. Промотори: професор доктор Васил Туциновски, професор доктор Лидија Тантуровска, професор доктор Људмил Спасов, професор доктор Димитар Пандев. Поздравна реч професор доктор Елена Јованова Грујовска. Модератор магистер Елизабета Кузмановска. Институт за македонски јазик Крсте Мисирков, Скопје. 9 февруари 2023 година, 11 часот.